Спомениците на Антон Јанев ќе осето пред комплексот судови. Споменикот Мајка Тереза и воинот на коњот по уштата од Македонија ќе бидат дислоцирани. Елаборатите се готови, се чекаат само надлежните институции да реагираат, потврди министрот за култура Роберт Лагјозовски. Според него, ова не требало помпезно да се најавува, туку да не му се придава значење на, како што рече, проект кој треба да биде изолиран. Не најавувам помпезно дека ќе дислоцираме, дека ќе уништуваме, дека ќе отстрануваме. Во оној момент кога институциите ќе бидат подготвени да одговорат на на ова прашање, тогаш се разбира дека ќе ви информираме. Но не би сакал да најавувам бомбастично затоа што, како што реков јас еднаш, Скопје 2014 е вирус кој што треба да се изолира, а не треба да му се дава централно место понатаму во јавноста и во медиумите. За ресорниот министер, културното наследство не е соодветно третирано во минатото, па новата постава во Министерството работи на вистинска заштита на историјата. Според Лагјозовски, Скопје 2014 е проект кој не треба понатаму да се одвива и да влече финансиски средства. Обвинува дека проектот имал низа недоследности, а биле и прекршени законските процедури. Дека се подготвува терен за дислокација на спомениците, уште пред 2 недели Залафа потврди професорот Мирослав Грчев, кој е председател на работната група која работи на изработка на елаборатите. Според Грчев, за поставувањето на спомениците требало да се гласа во собрание и тоа со Бадентер. Комисијата со која раководи не само што утврдила незаконски процедури во градбата, узурпација на јавни површини, туку дел од спомениците предизвикувале и проблем од меѓународен карактер. Комисијата предаде веќе, да речем така, само 2 елаборати за споменикот за Ќосето и споменикот во градба за Мајка Тереза. Кој споменик е следен за елаборирање? Порта Македонија, воин на конј, Филип? Да, следни се токму тие што ги набројавте. Законски пропусти има во нивното поставување или? За нив сега се работат, елаборатите се работат и се врши анализа од различни аспекти, така да не би можел ништо да ви кажа. Алфа ексклузивно го објави списокот на грчки барања кои земјава треба да ги исполни, помеѓу кои и ова за уривање и дислокација на споменици, промена на името на аеродромот. Предвидени дури биле и казни доколку се користи сонцето на Кутлеш.